додека веќе пристигаат по Facebook, драги гледачи, првите фотографии на фуфици, милфици истегнати на плажите во братска Грција, кај нас времето е, како да ви кажам, енглес, се прави енглес. А и што да очекувате друго, драги гледачи, кога подпишавме историска спогодба, договор со Велика Британија, со англичаните. Какво сакате да биде времето? Сонце не може, одма дождо и усред мај. Тој уште еден доказ, индикатор на космосот дека добар договор сме направиле со Кралството Британија. И кажав и зошто, така ќе си ги отвориме и шансите утре заутре некоја македонка да разведе некој од принцовите. А ќе го разведе 100% македонките, особено овие скопјанки. И сите македонки, уствари, зашто да ги делам на скопјанки, битолчеки, украинки, сите сме, сите се иста биет. Токму овие што се сликаат, што праќаат сега слики од плажите во Грција, овој момент, тие се махери, магепснички, како да магепсаат еден будалест принц, кои што така, најчесто се взимаат во брак така по разни договори, преговори, пошто нели за оваа кралскава крв како да се наследи, што да се наследи. И ќе го разведе за 5 секунди, верујте. Нема таков имунитет тие принцови да успеат да одолеат на заводливите фотки од плажите на Грција на македонките. Абе, какви баксузи онака са? Овие од плажи више праќаат слики, ние овдека енглес времево се прави. Неверојатно. Ја не памтам ваков мај месец. Ваков 25 мај не памтам, луѓе. Зима навечер, преку ден јакна зимска. Не памтам 25 мај. Ја од времето памтам копилјаци 25 мај, нели носевме штафета. Знаат овие постариве генерации во чест на роденденот на другарот Тито. Ја наносевме и на некоја на републичко ниво, па ова, и правевме републички след поправо, баш като и централниот што беше во Белград, од цела Југославија, кај што беа собрани овие танчери, манчери за слетот, баш кам се правеше на градски, еден таков републички. Ја имам учествувано 600 деленија, мислам, бев во еден таков републички. Не се, 25 мај за слетот на другарот Тито. 36 било у Скопје. Абе, ја не памтам, баш нели тој ден се одржуваше секојаш горе-доле, последните години зеба работи финалето на купот на Југославија, нели? Купот на маршалот Тито, така се викаше, обично 25 мај беше финале, ама да, беше после неговата смрт почна да менјаат со вакви, со термини. Баш, ја уствари често пати размишлям онако фазон што би било кога би било, и баш сега се работи на представа од драмски копродукција, драмски е домаќен, значи тука се работи во драмски театар. Ја не сум у таа представа, но таа представа режисерот е Хрват од Сплит. Глумци има глумец од Белград, глумец од Црна Гора, глумец од Словенија и овие некои наши глумци тука од драмски театар. И тоа е делот оној фестивалот Рута, нели, што на некој начин, како да ви кажам, како да се обидува да ги поврзе скинатите конци на некогашните братски народи кои што беа една културна целина, една политичка целина, една како да ви кажам, братство единствена целина. Врзани со разни врски, бизнис, емотивни, нели, имаше македонци земени со хрватки, со словенки, со србинки, со хрватки, босанки, со срби, не знам, босанци со србинки, мислам, словенки со македонци. Абе, тоа беше еден галиматијас прекрасен. И се овој фестивал као се обидува да ги некои конци на културно ниво да ги поврзе пак тие некогашни братски народи на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Што е како наратив, како идеја е феноменално. Ама секогаш ти се метна прашањето, добро. Требаше ли да се случи оно што се случи, да се подсетиме, нели, баш на денешниот ден, нели, 25 мај. Требаше ли народите на Југославија да се испозаколат меѓу себе? За, не знам, 30 години подоцна, 35 години подоцна, нешто па да се
обидуваат да се поврзат преку разни културно-естрадни манифестации, преку веројатно видете се вака, после 35 години ние слушаме како тогаш не чинело, како таа држава било осудена да пропадне, мислам на Југославија, како системот, тоа системот, дечки, како Тито бил џубре, Тито бил диктатор, правил геноциди, се изнаслушавме такви наративи, кои што најчесто излегуваа од куините на оние кои што Тито еве конкретно ги сметаше за смртни непријатели на таа држава, на Југославија. Од тамо излегуваат и до ден денес се активни и присутни овие приказни. Држава ко држава, челник на држава, државник, како Тито, поминал низ 300.000 премрежја, морал да ја води некојаш и со цврста рака, очигледно се покажа зашто ја водел со цврста рака, тоа најубаво се покажа по неговата смрт, кога беа од ланец пуштени сите овие екстремни националистички струи, фракции, групи, кои што подоцна станаа партии, со финансиска помош од западни пари, пред се од Германија и од некои продолжени раце, некои организации на ЦИА кои што функционираат како некои, не знам, тамо економски форуми, вакви или онакви, суштина се продолжени раце на ЦИА и најчесто се користат како алатки за да се разбие однатре еден финансиски систем прво, а потоа истиот и да се разбие и другачи. Тоест и политички. Тоест да се подкопа неговиот поредок, тоест устав и така натаму. Тоест и да се втурне во војна на некој начин. Тоа се празни фрази и глупости кои ќе кажат тоа било осудено на пропаст, не знам, Југославија се задолжувала, Денес да ги соберете сите држави кои што ја сочинува бивша Југославија, се 10 пати позадолжени од што кога беше Југославија во моментот кога се распадна. Еве, објаснете ми го вие, така наречени анти-југословени, овој факт, објаснете ми го, како е тоа можно? Ајте се смени системот, не е више социјалистичко самоуправување, имате капитализам, тие биле глупи у времето на Тито, Тито бил глуп, вие сте сега паметни, што овакви што ги водите, нели, држави во бивша Југославија, 30 години што се менјавте на власт, они биле глупи, вие паметни. Што направивте? Дали една од државите на Балканот не е задужена преку гуша? Од не државите на Балкан, државите кои што ја сочинува бившата Федерација Југославија. Така да тие приказни не држат вода. Таа држава беше разбиена од надвор. Така што се подпирија, се ги повампирија со многу пари сите овие шовинистички орди кои што 35 години претходно беа прикриени, тоест беа потиснати и не им даваше таа држава никаква можност да го покаже, да го манифестираат свој шовинизам. Оне момент кога се разби прво финансискиот систем, луѓе кои што се после разбираат, почетна афера беше аферата Велика Кладуша, тоест Агрокомерц. Од тогаш почна акцијата за разбивање на таа држава која што заврши со формирање на националистички шовинистички партии, со уцени од Запад, морате да го смените системот, морате да организирате слободни избори, ако и понатаму сакате помош, пари и така натаму. Друга приказна е после колку се виновни тие што внатре ја преземаа власта во одредени републики, одредени лидери во одредени републики, тоа е веќе друга приказна. Нормално секој тогаш тегнеше на своја страна, не успеа да најдат заеднички јазик, си имаа натиго дајми во некој од нив и беа доволно психопати да ги втурнат своите народи во онаква граѓанска крвава војна каква што се случуваше во Југославија, чии последици ќе се чувствуваат од нејзиниот завршеток во Дејтон 95-та, ќе се чувствуваат у наредни 100 години. Така што овие сите вакви акции, така да кажам, на културен план и на друг план, се добре дојдени, но
нема многу да помогнат во возобновување на довербата, нели, меѓу народите на бивша Југославија каква што била пред. Баш кога во меѓувреме се смени цел свет, се сменија многу работи, така што сега за сега тоа е некоја тоа е приказната за Југославија умрена приказна. Но мора да се каже, за да се учи од таа историја, за да се учи од минатото, но и да не се заборави, затоа што на крајот на краиштата тоа се исто митови кои што ги форсира современиот неофашизам, современите национал-шовинистички групации, непријатели кои беа на таа Југославија, ако сакат и на поедини републики во таа Југославија, конкретно и на Македонија, истите тие непријатели ги шират, ги дисеминираат тие така да кажам, југословенски ставови, антититоистички ставови, без аргументирано, неаргументирано плукање на она што било во времето на Југославија, на самата таа држава, на нејзиниот лидер, што е многу ниско и гнасно, но тие такви биле. И кога Тито ги удирал вака по тил, кога не биле мирни, тие такви ќе останат и во наредните години со истите аспирации, со истите желби, со истите џуџесто колонијалистичко-империалистички желби и барања кон одредени, нели, републики на бившата Југославија. На прво место тука се однесува на Македонија. Имавме зошто да се гордееме, ние барем малце некои, оние постарите од мене кои што фатија многу повеќе од таа држава, јас кој што фатив многу помалце, но фатив. Имаме право да се гордееме, да си го браниме своето минато, своите дедовци, баби, кои што се бореле, гинеле за таа земја, за да ја ослободат од фашистичкиот окупатор, и од бугарскиот фашистички окупатор, и од балистите, и од нацистите, и од италијаните, и од сите оние петоколонашки војски кои што постоја во време на Втората светска војна во останатите републики од усташите, белогардеците, недичевците во Србија и така натаму и така натаму. Имаме право да се гордееме, тоа е наша историја, затоа што нашите дедовци, баби се бореа против најголемото зло на 20 век, фашизмот и нацизмот во Германија. И успеа во таа битка да излезат како победници и да дадат свој придонес во таа борба против тоа зло, затоа што се најдоа на вистинската страна на историјата. И не е точно дека југословените, оние во тоа време кои што живеа во таа Југославија до смртта на Тито и 2-3 години после неговата смрт, не е точно дека не ја сакаа Југославија. Југословените си ја сакаа Југославија. Југословени мислам на сите кои што живеа во тоа време во Југославија. Беа горди на секој нејзин успех, како во минатото, така во сегашноста, тогашната сегашност. Беа горди на секој нејзин успех на спортски план, на олимписки игри, на светски и европски првенства. И секој обид тоа да се поништи, да се стави во фиоката на заборавот, нема да успее, затоа што постојат снимки. Кај што јасно се покажува дека југословените биле горди на државата во која што живеа. После 83-4, после оној фамозен меморандум на Српската академија на науките и уметностите во 86 година, од тука натаму повеќе не вреди ни да се коментира. Затоа што тоа е времето кога влегоа и многу играчи од странство, Регановата администрација од 84 година, многу пари од странство, ова токму да се разбие тоа братство единство, како првиот темел, да се урне вториот темел, наречен Југословенска народна армија, а овој третиот темел, тоест прв во случајов, веќе беше остварен, тоест Тито веќе го напушти овој свет. Тоа беше и четвртиот темел, ќе ја заборавам комунистичката партија, и таа требаше да се разбие. Тоа беа 4 темели на кои што се фундираше Југословенската федерација. Буквално еден по еден, систематски, по тоа ќе видите како ги уништуваа. Прво, умре Тито, првиот темел, вториот темел беше разбиен
ова како точка А по тоа друга, финансискиот систем, почна да пука, да финансираат во разбивање на братството и единството, кога почнаа да финансираат национал шовинистички партии. Четвртиот темел, почна да се разбива војската на Југославија, тоеш Југословенската народна армија, така што ќе кажам отворено, почна нагло да се србизира во тоа време. Значи се одеше на таа варијанта да се подготви на оно што на начинот како што требаше да се употреби неколку години подоцна, кога влезе фактички како окупатор на одредени територии под команда нели на Србија или на Милошевиќ. И нормално четвртиот овај столб што се урна последен беше нели на се урна столбот наречен Комунистичка партија на оној 14-ти мислам конгрес беше во Белград, кога делегатите на Хрватска и Словенија го напуштија тоа заседание и фактички тогаш престана да постои Комунистичката партија на Југославија. Да, југословените ја сака Југославија, тоа не е ни срамно, не е ни лошо да се каже, затоа што истите тие југословени, никој од нив не се кажува дека е само југословен, напротив, сите не учеле дома дека сме македонци, нормално, кои што имаат југословенско нели државјанство и бевме воспитувани да си го почитуваме и тоа. Комунистите впрочем во Македонија тоа и го покажаа. Значи комунистите беа тие кои што го одржуваа идеалот на војводите, комитите од комитските години, децении од македонската историја, на илинденците. Комунистите беа тие што го направија оние споменици прекрасни, оној спомен парк, како да го наречам, во Крушево, Македониум, од Мечкин камен и така натаму, како едно место, сакрално место кај што ќе одат македонците да се поклонат на своите предци. Комунистите на крајот на криштата беа тие кои што 67 или 68 која година беше возобновија, тој си дадо автокефалност на македонска, тоа си ја возобновија таа Охридска архиепископија на некој начин, ако сакате. Така што сите тие митови дека тие биле гадови кои што не знам рушеле цркви, тепале попови, правеле ова, биле југословени, не биле македонци, едноставно она што се случуваше во тоа време и што ни оставија како доказ, зборува нешто сосема спротивно, така да може да се со тие ваши национал шовинистичко антимакедонски ставови да си го избришете гзот слободно. Нормално ова него зборев од некоја, има уште милион работи да се кажат. Апропо и нели и она што е оставштина на некој начин на Тито, на Јосип Броз Тито. Значи, кажано е толку многу во историјата што овие говеда, дали се бугарашки, дали се не знам какви, у наредни 300 години нема да може да ја сменат и да избришат таа историја. Едноставно тоа беше еден од 5 државници, е прогласен, токму од тај мислам, еден од најголемите меѓу 5 државници на 20 век, и тука треба да престанат сите нивни паламудења уврска со Тито. И тоа, нели, колку бил злобен, лош диктатор, геноциден и така натаму, тие глупости ноторни. Не само тоа, него тој беше еден од главните основачи на неврзаните. Една, нормално, тој тоа совршено добро го користеше за токму за добросостојбата на Југославија, затоа што која како земја влезеше у неврзаните од Африка, Тито праќаше југословенски фирми тамо да ја градат, им продаваше оружје. Али пази, тоа е чувство за бизнис, јебига. Но, шала на страна, придонесе за нивното чувство на сувереност, на независност. Баш им беше политичка водилка, политичка фигура број 1 на сите тие државници афрички, вклучувајќи го еден од најголемите, кој што знаеме како заврши, Гадафи во Либија, кој беше исто Либија, членка на неврзаните. Така што
дури до тој момент стана моćна, тоа друштво на неврзаните, во раните 70-ти стана сериозно моćно, толку сериозно моćно, што во тоа време двете најголеми сили, суперсили Америка и Советскиот сојуз, ги здружија силите да го разбијат однатре. И во голема мера тоа им успеа да го разбијат ова друштвото на неврзаните. Нема потреба да се трошат повеќе зборови. Вие секако ќе ме надополните со многу други информации под ова видео, кои што можам и сега да кажам голем дел од нив, но ради времето, нели, да не биде ова од 1 саат зборење, нема да го кажам. Исто така ги поттикнувам нашите македонки кои што моментот праќаат слики од плажите во Грција. Ја не знам тамо време во шо прават, мислам се. Морето сигурно е јајцата камен да ти се направат, ама добро, они немаат јајци, имаат јајници. Али исти курац, ја мислам, ладно е шо прават бе се, у Грција, у мај месец на вакво, па добро, не дека тамо нешто 40 степена, морено знаеме у Грција, у мај месец е мраз. Ама не знам, ете, шо знам. Сакаат да бидат на плажи, јебих. И да ги поттикнам, праќајте уште фотографии на нас овде по Facebook. Ова, малце кревајте ни го моралот. Ние сме тука у тешка депресија, сите сме енглези, на вакво време сакаш не кеш у мај месец, како врне секој ден, и да не кеш енглес ке станеш. Има луѓе, на пример, ја шо знам, шо англиски кец имали увек у школа. Вика, стануем, вика, са бајлево сега еден ми се јавува, стануем, човече, уклучуjem, не знам од кај ми дое, вика, таа интуиција посебно, уклучуjem, вика, кабловска, BBC, никад, вика, англиски секојаш ке цумила, пуштам BBC, овој збори на енглески, ја све го разбирам. Пичка му матерна, викам, човек, не знам шо е да му еве матер. Како и да е, и добар потек е тоа ќе кажам на крај, и тоа знам дека ќе се оствари, енглезите ќе влезат, јебига енглезите ќе влезат, нема заебанција, брза пруга ќе ни прават од Бановци до Гевгелија. Тоа не е рекла казала кој социјал-демократскиот сојуз што правеше па шајка не заковаа за 7 години. Тоа ќе се оствари. И уште една работа побитна, од истите, мислам, тие пари што ќе ги дадат енглезиве, ќе се реновира и новата, така викавме, новата железничка станица, нели, во Скопје, која што е сега во тотален распад, како од хорор филм изгледа, и бетер, нема таков хорор што изгледа пострашно од нова на железничка во Скопје, инаку за помладите генерации, 81 кога се роди новата, кога се направи, кога се пушти во употреба новата железничка станица во Скопје, таа беше гордост за сите скопјани, затоа што беше убедливо најголемата и најубавата железничка станица во цела бивша Југославија. И тоа беше онака баш наша гордост. За ете го, времето на Тито, комунистите, говеда биле, не чинеле, се задолжувале, лажеле, краделе, убивале, геноцид правеле. Една од најмодерните и најголемите, беше и во Европа. А у Југославија беше без конкуренција најубава и најголема железничка станица. Па сега вие видите, кога зборите пак, и еве сега конечно, така се случи, се надевам и тоа ќе се оствари, ја не се сомнам, пошто овие ВМРО ДПМН шока што тоа направиле све, барем што се однесува до овие инфраструктурни објекти, големи стадиони, сали, базени, тоа, кажа тоа го прават и нема муаве. Така што верувам дека и тоа ако се обнови ќе биде навистина топ, со брзата железница, конечно, нека не серат овие пак Сашо, Машо, тој Борјан, Морјан. Демек најголема корист од тоа ќе имале енглезите, ако не изградат брза пруга. Бемлига. Кој ќе се вози таа брза железница? Ќе можеме ли ние да се качиме, наместо да идеме со таа брза железница, ќе се поврзе со тамо, ќе се поврзе со вамо, со горе, со ова, со она. И кој ќе има бенефит најголем? Океј, тие што си влегле со инвестиции, со пари, нормално да заработат, јебига. Ама ќе имаме и ние огромен бенефит од тоа. Оти срамота е 21 век, нашите возови уште возат 6,5 сата Скопје Битола. Срамота. И конечно тоа ќе се смени и се надевам дека у тие први години ќе биде баш онака што викаат хрватите гушт.
да влезеш у воз и онака да речеш се идам у Грција на море со воз. Колку да супер звучи, не палиш ова кола, ова, она, не се заебаваш, зелени картони, кур се тресе. Увозваш ка се, ушиваш ка увоз. Тоа е. И кој ќе те прашаат у Грција, грците со какви аспирации дојдовте у Грција? Ќе кажеш па со воз. Која се русевски. Чао.